Почитувани слушатели, гледачи на Радио Лидер, во моментов се наоѓаме во селото Бојане и разговараме со еден од наблюдувачите кој сведочи за инциденти овде. Вие уште од рано утринава сте овде, што се случува поточно на ово избирачко место? Значи уште рано утринава дојдов околу 8 сати, иако нашиот избирач веќе беше внатре во избирачкото место 2446 тука точно во Бојане. Бев прво избркан за тоа што наводно не требало 20 члена од опозицијата да бидат. Јас ги послушав и излегов и не влегов до 12 сат. После 12 часот влегов у 12:30 и првото мое што беше белешка, кажав при регистрација на прс, односно на прачето, дека наводно вториот пат треба да биде со прс и дали го има на списокот. Они на таа реакција моја, што е нормална и што имам ја право на таква реакција, затоа што они не правят така како што треба. Дојде до сукоп, до тројца члена, ме нападна, сака да ме излечат и кажа со овие зборови дека ти знаеш каде ова е Сарај во село Бојане и не може да те спаси ништо. Тука Шилегов Петре направил 4,5 милиона евра пат и донел во вода до некоја обиколница, тука не знам наводно каде. Потоа ви изнесо од избирачкото место? Не успеа да ме изнесат од избирачкото место и потоа побарав нормално од нашиот стручен, односно штаб централен, да дојдат и да ми помогнат, односно помош да ми дадат. Испратија нормално Радко од правна служба, дојде заедно со Наташа наблюдувач. При влегувањето на Наташа дојде, вика: Игор, како е ова, не може, почна плаче, почна да излегува, почна да се сипати на неа за да влечат. Уште една од наблюдувачките која дојде овде. Наблюдувачките Наташа дојде и покрај тоа што е дама, они беа толку насилни, толку беше опасно, каде што нормално не бира дали е машки или женски род. Значи, посакуваа да ја излечат, девојчето плачеше и само кажа: сакам да си одам, не сакам тука да останам ни една минута. После тоа, она излезе, наблюдувачот дојде, односно од невладина организација, дечко, некаде 30 години, кој што им се спротистави дека некој редослед не треба така да тече како што видел у моментот, али дека постои друга нажалост процедура? Јас не разбирам албански, они разговара албански. И тука дојде до сукоп, почна да го влечат, да го излекуваат надвор, да му претат и веќе не знам што се случи надвор. Дојде полиција. Вие сте цело време внатре. Внатре имаше ли нерегуларности или се следеше протоколот? Значи, внатре 95% имаше, се следеше протоколот, али 5 до 10% кога приметував дадени моменти кога ќе сака да внесат 3-4 ливчиња внатре, јас во тој даден момент и бев препречен од тројца од четворица ван избирачиве, односно што се членовите на избирачката ова. И не можев никако да делувам. Гласањето продолжува, вие продолжува. Имате внатре наблюдувачи? Наблюдувачи имаме сега наш внатре исто, затоа што ќе ги нотирате овие неправилности? Точно, овие правилности на крај ќе ги запишам во забелешката на записникот. Ви благодарам.